Добар ден, драги ученици. Јас сум Анита Зафировска, професор по македонски јазик и литература во гимназијата Сами Фрашери во Куманово. Наставните единици што ќе ги работиме од денеска па натаму се од областа на морфологијата. Во прва година учевме фонетика, значи јазик, граматика, што е наука што ги проучува гласовите. Од оваа година одиме едно скалило погоре и ќе зборуваме за морфологијата, која што е дел од науката за јазикот, што ги проучува формите на зборовите, нивното образување и нивното граматичко значење. Значи, знаеме дека секој збор е составен од гласови. Гласовите, кога ги разгледуваме самостојно, например гласот А посебно, гласот Б и така натаму, знаеме дека кога стојат самостојно гласовите немаат значење. Кога се, например, во состав групирани зборовите, може да имаат значење. Например, од гласовите М, А, Ј, К, А може да образуваме зборови кои што имаат значење. Например, од овие гласови го образуваме зборот мајка, кој што веќе има значење. Тоа да го повториме, значи фонемите, односно гласовите, немаат значење, а за разлика од нив, морфемите, јазичните единици, од кои што е составен зборот, имаат значење. Например, ако го земеме зборот столар или зборот ѕидар, може да видиме дека овие зборови се составени од две морфеми. Значи, еден збор може да има една или повеќе морфеми. Во нашиот случај, зборот ѕидар е составен од две морфеми. Морфемата ѕид плюс морфемата ар. Што забележуваме? Дека едната морфема, односно првата дзид, има значење и може да стои сама, џид, знаеме сите што е џид, додека морфемата ар нема значење. Оние морфеми, значи морфологијата ги проучува всушност морфемите. Меѓутоа, онаа морфема што има значење може да стои сама и од неа може да изведеме други зборови, се вика општ дел на зборот, корен или коренска морфема. Во овој случај, коренската морфема ќе ни биде морфемата ѕид и од неа може да формираме повеќе нови зборови. Значи, со додавање на наставки, кои што доаѓаат нормално после зборот, или представки, што се пред коренската морфема, ние образуваме повеќе нови зборови. Значи, коренската морфема дзид може да образува повеќе нови зборови со додавање на други морфеми. Например, дзид плюс наставката ови добиваме дзидови. Дзид плюс морфемата ар плюс морфемата ство добиваме збор дзидарство. Тука забележуваме дека имаме три морфеми, меѓутоа само морфемата дзид има значење и може да стои сама, затоа таа е коренска морфема, општ дел на зборот или корен, уште ја викаме. Ние ќе ја викаме коренска морфема. Например, зборот ѕидарски, џидарски занает. Еве, исто така имаме три морфеми, од кои што само морфемата дзид има значење. Значи, тоа го разграничивме дека коренската морфема е оној дел од зборот што има значење, може да стои сам и од неја формираме нови зборови. Еве, повторно истиот збор, меѓутоа, еве го зборот ѕида, глаголот во овој случај дзида, кој што ќе биде корен на зборот. Во овој случај пред дзида, пред зборот дзида,
односно пред коренот или коренската морфема, додаваме морфема за и забележуваме дека сме создале нов збор задзида. Значи, тој ја задзида портата, например. За во овој случај се наоѓа пред коренот на зборот и се вика представка или префикс. Ако после коренската морфема имаме некоја додаток на зборот, во овој случај дзида плюс ње добиваме збор дзидање. И во овој случај ње се наоѓа зад коренот на зборот и се нарекува наставка или суфикс. Може да има два вида на наставки, односно два типа на наставки, и тоа формообразувачки и зборообразувачки наставки. Што е разликата помеѓу формообразувачките и зборообразувачките наставки? Самиот зборник кажува дека формообразувачките наставки ќе менуваат формата на зборот, ама нема да се менува тука значењето на зборовите. Например, кај зборот стол, столови и столче, забележуваме дека формата на зборот е сменета, меѓутоа значењето на зборот е исто, а тоа е предмет на кој што седиме. Значи сите три збора, го поеднина, во множина и стол мал, а не голем, значи сите означуваат едно исто, предмет на кој што седиме, и затоа велиме дека кај овие зборови е сменета формата на зборот, додека значењето останало исто. Значи, тоа се формообразувачките наставки, а зборообразувачките наставки ја менуваат и формата и значењето на зборовите. Значи, од истиот збор, например, стол, може да столче е еден збор, столар е другиот и столарство. И тука забележуваме дека коренската морфема исто кај сите е иста, морфемата стол, меѓутоа со наставките што сме ги додале ја менуваме и формата и значењето на зборот. Зошто? Бидејќи стол, односно столче, е предмет на кој што се седи, така ли? Столар е човек кој што изработува столарство, столови, значи личност човек е тоа, а столарство е занаетот кој што го работи столарот. Значи сите три збора означуваат столче предмет, столар човек и занает е нешто сосема друго. Значи, тоа е она воведна лекција за денеска од морфема, односно што е морфологија, дека морфологијата ги проучува зборовите, нивната градба и нивното значење, а дека морфемата е најглавниот дел од морфологијата, односно што ја проучува морфологијата, и морфемите се тие што имаат значење и од нив, значи морфемата, рековме, може да биде, да не се повторувам сега понатаму, дека може да биде коренска морфема, што може да формира нови зборови и да стои самостојно. И на крајот наставките, дека може да има два вида, формообразувачки и зборообразувачки наставки. Значи тоа е накратко сумирано лекцијата, односно наставната единица што ја разработивме на овој час. Ви благодарам многу и се слушаме, односно се гледаме следниот час.